Почитувани представници на академската јавност, почитувани професори, декани, почитувани представници на граѓанскиот сектор, на меѓународните организации, медиуми, доколку останаа дел од нив, другите си заминаа, почитувани мои колеги од Министерството за внатрешни работи, почитувани гости, сакам да го означам почетокот на експертскиот дел од расправата на оваа сесија и сакам да го изразам првенствено моето задоволство што на оваа 11-та поред сесија на Националниот конвент, јас се извинувам, почитувана национална координаторке, професорке Милева Ѓуровска, без која што не би бил ни овој проект. Особено ми е задоволство што можеме да констатираме дека од сесија на сесија се е поголем интересот за расправите, за дискусиите, за темите кои што ги одбираме да разговараме, да дискутираме и да носиме препораки. Дека успеваме да погодиме кои се теми актуелни во општествената заедница, говори и фактот на се поголемо присуство на представници од високи институции, представници на граѓанскиот сектор, представници на државните институции и се повеќе препораките на Националниот конвент се повеќе представуваат основа преку која што се реформираат, односно се чекори во процесите на реформирање на земјата и приближување кон стандардите на Европската унија. Тоа покажува дека ние како Национален конвент не правиме грубо технократско административно штиклирање на темите за кои што сакаме да расправаме, туку го следиме сенсот, ја следиме динамиката на односите во јавноста, го следиме интензитетот на реакцијата на јавноста на теми, на појави кои што влијаат на општото чувство на безбедност во земјата, со оглед на фактот дека се работи за работната група 4, односно се работи за делот кој што го таргетира безбедноста и сигурноста на граѓаните. И во тој контекст и оваа тема беше тема која што сметавме дека заслужува посебно внимание на Националниот конвент, исклучиво од причина што не би навлегувала подлабоко, многу убаво министерот и заменикот министер и јавниот обвинител ги образложија. Меѓутоа, факт е дека сме сите свесни дека со месеци општата јавност беше вознемирена од она што се случуваше. И сега не е новина ако кажам дека ова е тема која што се рефлектира односно која што ја загрозува безбедноста и чувството на сигурност во земјата. Меѓутоа, она што мене лично најмногу на некој начин ме погодува е фактот што она што се случуваше во последните месеци со хибридните дојави, без разлика што беа лажни, ја креираше перцепцијата на небезбедност на граѓаните во земјата. И некогаш перцепцијата е многу по-страшно кога ја менувате, кога влијаете на перцепцијата, отколку на фактичката загрозеност, односно фактичкото пореметување на безбедносните текови во земјата. Фактот дека беа над 700 институции таргетирани со лажни дојави, од кои што голем дел училишта, градинки и голем дел други државни институции кои што се дел од критичната инфраструктура на земјата. Фактот дека илјадници семејства преку чувството на загрозеност на безбедноста на нивните деца на некој начин беа таргетирани во земјата, беа таргетирани во државата, сето тоа создаваше чувство на небезбедност кај луѓето и што е најтрагично и што е најлошо, создаваше чувство на недоверба кај институциите. Јавноста започна да се сомнева дека институциите не можат да се носат, односно не можат да се справат со предизвикот. Сето тоа ни даде за право
да ја поставиме оваа тема на дневен ред денеска на конвентот, да поразговараме отворено за она што се случуваше, за причинско-последичните врски, зошто се случи и како Македонија, заради тоа што не беше само нешто што се случува во Македонија, Македонија беше на некој начин дел од таа глобална сложувалка и се најде на удар како и многу други земји во регионот. Меѓутоа, наша е обврска да поразговараме што се случи и како институциите се справија со предизвикот. Меѓутоа, исто така, наша е и одговорност со препораките и со дискусијата која што ќе ја имаме, да го изложиме фактот и убеденоста на сите нас дека ова не е прашање на само една институција. Мултифункционалниот пристап во кој што треба да се вклучат сите институции и секој да ја превземе дел од одговорноста, од, како би рекла, дел од својот колач на одговорноста, е факт со кој што мора да се соочиме. Овде не може да има крива една институција, одговорна една институција, ниту може да има победник една институција. Овде треба да бидеме сите ние координирано со еден заеднички одговор, победници со тоа што ќе успееме да се прилагодиме и да ги превенираме овие закани и да имаме еден заеднички одговор. Јас тука би прекинала, заради тоа што е многу неблагородно да зборувате пред експертите, кои што стручно, експертски ќе образложат темата, ќе ги образложат последиците, меѓутоа и ќе не наведат на одговорите на прашањата кои што се поставуваа во овој период. Јас прекинувам тука, му давам збор на мојот колега Андреј Лепавцов, кој што е исто така координатор на оваа работна група, да се обрати со неколку зборови, а после тоа пристапуваме кон фактот да ги сослушаме експертите што имаат да ни кажат. Благодарам.